Петдесетината преостанати вработени во државната компанија Еврокомпозит од Прилеп се крајно револтирани на вчерашното одбивање на амандманот, поднесен од ВМРО ДПМНЕ, за да се издвоја средства во буџетот за 2021 година за исплата на нивните неисплатени плати и придонеси. Вела дека тоа не бил партиски амандман или амандман од ВМРО ДПМНЕ, туку бил амандман на самите вработени, кои една година живееле без денар и се оставени без никаква грижа од државата. Тој амандман не е од ВМРО ДПМНЕ, туку е од лично наши барајни, кои што не слушна и го поднесоа тој амандман, но за жал по кратка постапка беше одбиен тој амандман. Со големо разочарување ова го кажуваме, имавме голема надеж дека ќе се прифати од сите пратеници и дека ќе се реши конечно нашиот проблем. Но по се изгледа она ветување што беше од господинот Заев дека ќе има живот за сите, за вработените од Еврокомпозит нема. И затоа денеска се собравме да изразиме едно жалење што не се прифати нашето барајне. Се прашуваат како државата може да ги остави цела година без ниту еден денар, среде пандемија, без никаква помош и буквално никој да не ги праша од што живеат и дали им треба нешто. Можете слободно овие луѓе да ги прашате, дека ние не живееме, преживуваме. Значи не е живеење една година без пари. И тоа што имавме некои пари од други приходи, од наши сопрузи, сопружници, со нивни пари живееме. Значи живееме со една плата, некој имаше по 20 вработени во нашата фирма и самиот не знам како преживуваат тие луѓе. Здравствено немаме една година. Се молиме да не се разболиме. Тие што имаат проблеми си плаќаат на приватно. Знаете сите колку се огромни тие пари. Ама тоа е. Нема што да се прави. И тие, како и поранешните вработени, кои заминаа како технолошки вишок, се во план да ја тужат државата која што е нивни работодавец. Во план сме да ја тужиме владата, значи во моментов разгледуваме и да бараме добар адвокат, кој што ќе се консултираме и кој што ќе не застапува и сакаме да ја тужиме владата. Затоа што нашата фирма е владина фирма, тие ни поставуваат директори, тие ги крадат нашите пари, а секогаш вината ја најдуваат во работникот дека не работи. Значи ние се до сега што снимале работа сни сработиле, а пари немаме за мене. Пред неколку дена протест за тоа дека нема пари за Еврокомпозит во буџетот за 2021 година одржаа и поранешните вработени кои што заминаа како технолошки вишок. Тие го блокираа патот Прилеп Скопје. Сега и актуелните и поранешните вработени најавуваат штрајк пред влада идната недела.